Околу 750 волонтери се дел од целата оваа приказна, кои што извесен период се подготвуваа за работа на терен. Што точно значи нивниот ангажман, дознаваме наредниве минути од последната гостинка во Македонија наутро. Велам добро утро за Сара Глуговац, раководител на сектор волонтери. Добро утро, Сара, и добре ни дојдовте во утринската програма. Споменав 750 млади. Од каде се ги имаме ангажирано? Вака, прво морам да напоменам дека собирање на волкава бројка на волонтери беше доста тешка и комплицирана. Посебно со оглед на фактот дека волонтерството во нашата земја не е толку развиено, меѓутоа се надеваме дека по завршување на овој настан нели ќе се разбуди свеста за волонтирање и во нашата земја. Од каде све доаѓаат? Значи имаме околу 200-230 волонтери кои што доаѓаат од странство, односно од цела Европа. Имаме волонтери кои што се од Скопје, имаме волонтери кои што се од другите градови, а волонтерите кои што се наменети за градот Куманово се од Куманово. Имаме млади голем број кои што се практично моторот на целата оваа приказна, кои што стојат и зад надпреварите и зад сето она што ќе им биде потребно на спортистите во секој сегмент од надпреварувањето. Каква точно подготовка бара еден волонтер? Вака, значи зависно од департманот, односно спортот во кој што ќе биде распределен, бидејќи покрај тоа што имаме нели 10 спорта на листата за Скопје и 4 за Куманово, ние сепак имаме и доста други департмани кои што треба да се покријат. Имаме специфични департмани кои што вклучуваат свечено доделување на медалите на спортистите кои што освоиле прво, второ или трето место. Имаме волонтери кои што се задолжени за председателите и генералните секретари кои што доаѓаат од националните олимписки комитети. Значи, сето ова потекнува различен вид на обука, односно тренинг. Прво започнавме со генерална обука, со тоа што сите волонтери беа запознаени со целокупниот настан, односно што све вклучува настанот, што точно кој спорт точно каде ќе се одвива. Имаме доста локации Скопје и Куманово. Тоа беше една генерална обука која што помина, а потоа секој специфичен департман помина соодветна обука со лицето одговорно за тој департман. Колку сте задоволни од стекнатите знаења на волонтерите? Многу. Ќе се покажат на терен. Искрено, многу сум задоволна, цело време ги мотивирам, ги бодрам дека треба да ја представат Македонија во најдобро можно светло, дека они се нашето огледало, дека и покрај тоа што спортистите, тренерите и останатите официјални лица доаѓаат сега за спортски настан, сепак би сакале понатака да ги привлечеме да останат и како туристи. Пред малку, Сара, го прашав колегата Стериов што значи подготовката на националниот сервис за да покрие медиумски волков број на спортски надпревари. Што значи за Македонскиот олимписки комитет да организира еден ваков надпревар? Ова е сложен тип на надпреварување на различни терени во различни спортови. Секако Македонија требаше и првично услови некакви да исполни за да може да добие дозвола за сево. А каков залак вие земавте? Земавме доста огромен залак, меѓутоа моментално се чувствуваме доста горди и способни дека можеме да го оствариме сето ова и го остваруваме. А резултатите нели ќе си дојдат на 27 јули по завршување на Европскиот младински олимписки фестивал. Подготовките се големи, захтеваат човечки ресурси. Тоа значи дека од вработени во Олимпискиот комитет со бројка од околу 25 луѓе, ние стигнавме до бројка од 100 луѓе минимум, кои што секојдневно работат на подготовка на спортските терени, на хотелите, на студентските домови, каде што ќе имаме официјални лица, храната исто, значи зафаќа голем дел од целокупниот ангажман. Значи се ова човечки ресурси кои што мислам дека на дневно ниво се зголемуваше за да дојдеме до бројката до која што сме денес. Ќе споменеме, впрочем тоа го говоривме како податок изминатиот период дека влезот на сите надпревари е бесплатен. Често говориме дека спортистите треба да ги почитуваат правилата на игра, тоа важи и за волонтерите, па и ќе ги замолиме сите некои што доаѓаат како публика и тие да ги почитуваат правилата на игра и да не отежнуваат во ситуацијата, туку да им бидат и поддршка на волонтерите. Да, искрено се надеваме дека со оглед на тоа дека
за прв пат во историјата наша, Македонија ќе има повеќе од 200 наши спортисти кои што ќе го бранат знамето, ќе ги бранат боите на Македонија. Сакам да ги повикам сите оние кои што се во можност да одат да ги бодрат на спортските трибини, да навиваат за нашите спортисти. Верувајте дека е поинакво чувството кога на трибините ве бодрат тројца, четворица, 5 или 200 души. И во контекст на волонтеризмот, секако треба да споменеме дека ова не се вештини кои што се стекнуваат и ќе им помогнат само за Олимпискиот фестивал. Вештините кои што сега ги стекнуваат овие млади луѓе, се вештини кои што ќе им помогнат и ќе им користат во текот на целиот живот. Непроценливо знаење е ова. Да, ова дефинитивно е така, со оглед на тоа дека ќе се ќе почнат, ќе живеат, значи има некои деца, мислам, волонтери кои што и претходно живееле во студентски домови, можеби, сега повторно ќе имаат можност да се дружат, меѓутоа ќе се дружат и ќе научат нешто повеќе за културата на останатите лица кои што доаѓаат од Европа. Ќе се стекнат со fair play, со солидарност, ќе научат како треба да се почитуваат самите себе, меѓутоа ќе научат и принципите на како функционира една добра работа. Што сакам да кажам? Сакам да кажам дека досега можеби немале некое работно искуство, сега ќе имаат смени кои што они ќе мора да ги обслужат. Значи, доколку досега биле само во студентските клупи, они од утре веќе се наоѓаат на своите работни позиции и се надеваме дека ќе можеме да ги обслужиме и веруваме дека ќе ги обслужиме сите делегации кои што пристигаат и дека стварно волонтерите ќе се стекнат со непроценливо искуство. Го споменавте така и ќе завршиме моментот на пријателство, фирплей и солидарност, нешто што ни е навистина важно во период на поделби тензии каков што живееме. Да, се надеваме дека волонтерите ќе успеат да направат некоја сплотеност и дека сплотеноста и понатака ќе остави трага и покрај завршувањето на Олимпискиот младенски фестивал ќе остави трага и понатака ќе можеме да се гордееме со тоа што сме го оствариле. Благодарам Сара за гостувањето во Македонија наутро. Ние секако праварите ги следиме и на македонската телевизија, а се гледаме патем и на терен во некоја од арените. Ви благодарам за поканата.